Почитувани добро вечер. Вечерашен гостин во емисијата Став е Петар Чурич од Левица. Петар, благодарам што прифативте да гостувате во нашата емисија. Благодарам и на вас за поканата, што дозволивте медиумски простори Левица да биде чуена и да бидат презентирани нејзините ставови. Лавина реакции во јавноста предизвика предлогот на владата нов министер за здравство да биде неврохирургот Венко Филипче, советникот на претходниот министер Никола Тодоров, но и на премиерот Зоран Заев. Така, мислам дека реакциите во јавноста беа оправдани и со право јавноста се побуни на кандидатурата или истакнување кој ќе биде новиот министер во владата на Зоран Заев, затоа што овој кандидат, кој што и самите спомнавте, бил советник на поранешниот министер, помеѓу останатото и советник на поранешниот министер за здравство Никола Тодоров. Значи, доколку во јавноста веќе се создаде слика дека Никола Тодоров е олицетворение на катастрофалните одлуки во македонското здравство, како сега е прифатливо за новата влада, тој што го советувал состојбите во здравството, овој неврохирург Венко Филипче, сега да биде подобен за извршување на истата таа функција. Значи, со право се поставува прашањето дали ова ќе значи континуитет, продолжување на политиките што ги спроведуваше Никола Тодоров и на еден символичен начин всушност и го дава одговорот на ова прашање дека да, тоа ќе се случи. Понатаму и поради други работи јавноста реагираше зошто баш овој кандидат мора да биде министер за здравство. Тоа е поради неговата поддршка на контрапленумот, професорскиот контрапленум, каде што тој има подпишано и го има поддржано контрапленумот, за да даде подоцна една несреќна изјава дека тој бил изманипулиран, не знаел дека подпишал за контрапленумот и така натаму, што пак одново дава лоша слика за него самиот, прво дека со него може лесно да се манипулира и тој може да подпише работи за кои очигледно не ги ни прочитал, а дал согласност, тоа е неговата верзија дека бил изманипулиран, но јас мислам дека тоа не е вистината, дека тој го поддржал контрапленумот и затоа сега оди со ова приказна дека бил изманипулиран, не знаел зошто подпишал и така натаму. Исто така треба да се внимава на неговата поврзаност со некои фармацевски компании, посебно со веледрогеријата доктор Пановски, со кој има и тесни семени врски и треба да се внимава, односно ќе биде индикаторно доколку оваа компанија ги добива набавките, тендерските набавки во здравството, ќе биде индикација дека постои судирно интереси или коруптивно дејание. Затоа треба јавноста да остане будна и да го следи чекорот на овој нов министер, за да може да суди правилно. Речи се сите членови на Државната изборна комисија поднесоа оставки откако американскиот амбасадор објави дека си делели високи надоместоци за својата работа за време на локалните и претходните избори. Да. Значи, освен мислам дека членката од БЕСА, сите останати поднесоа оставки, што во еден прост начин го прикажува односот на функционерите кон народните пари. Функционерите очигледно дека кога излегуваат пред народот по митинзи, по партиски собори и така натаму, со полни уста зборуваат за нивното одговорно работење, на кога ќе им се даде можност да управуваат со народните пари, тие действуваат на овој начин, без разлика од која партија да доаѓаат, очигледно од овој пример. Кога што знам, членката од БЕСА не присуствувала на таа седница кога се гласало, па затоа си зема за право да не ги сноси одговорностите, но сепак е одговорна затоа што ја нема известено јавноста за она што се случува во Државната изборна комисија. Сите овие работи во Државната изборна комисија и во останатите скандали што излегува во минатиот период, како што се скапите патувања, како што се ред други работи што излегува во врска со злоупотреба на народните пари, само укажува дека функционерите кои до сега се создаваше слика дека само ВМРО постапува на тој начин, сега се види дека и ново поставените функционери од СДСМ на сличен или не толку, можеби до сега не толку брутален начин, но сепак ја злоупотребуваат таа функција за личен бенефит. Очекувањата на јавноста од новата влада се големи и бараат брзи резултати. Според вас, што направи новата влада досега, освен укинување на екстерното тестирање, радиодифузијата, ефтината тарифа, воведување и слично?
Се подобри ли стандардот на да. граѓанинот или се уште е рано за тоа? Мислам дека се уште е рано и дека оваа влада е уште на почетокот, но ете, ајде да споменеме дека таа го воведе новиот закон за минимална плата, но сепак и за тоа има една задршка која што е многу битна и која што возможува на работодавците да не ја исплаќаат таа минимална плата. Овие мерки што ги наброевте, како што се укинување на радиодифузна такса и останато, тоа се се козметички мерки кои што всушност владата ги направи, популистички мерки кои што владата ги направи со цел да добие предизборно да добие политички поени, но кога увиде дека таа дупка во буџетот пак и треба да се навести дека наместо радиодифузна такса оваа дупка ќе се надомести од буџетот на Република Македонија, што пак значи дека од народни пари ќе биде платена таа дупка од 200 милиони денари што е потребно за МТВ. Но владата ова го пополни со воведување на качување на акцизата на дизел горивата, што значи дека од една страна се вади, од една страна всушност се остава на граѓаните, но од друга страна пак им се зима и пак завршуваат на истата состојба. Прерано е да се каже, но владата имаше дадено огромни големи ветувања дека до крајот на мандатот ќе има минимална плата од 16.000 денари, дека ќе намали стапката на сиромаштија под 16%, дека ќе формира нова компанија во државна сопственост која ќе инвестира во инфраструктурни и во извори на обновлива енергија со големина од 300 милиони евра. И така натаму, значи има владата донесено има ветено многу нешта, останува сега да видиме што од тоа ќе реализира и врз основа на тоа да ги цениме нивните дела. Веќе го споменавте законот за минимална плата. Токму за тоа прашање вие поднесовте како партија, мислам, представка до Уставниот суд. На што се дължи тоа? Значи тоа е во делот на нормираниот учинок. Тоа е еден нов дел во законот каде што владата всушност овозможува на работодавците, на собствениците на компаниите да не го исплачуваат правото да дадат минимална плата, што значи тоа дека за сега работникот да добие минимална плата од 12.000 денари, мора да го исполни тој нормиран учинок. Тоа е значи нужен услов за остварување на правото на минимална плата од 12.000 денари. Доколку работникот не го оствари тој нормиран учинок, нема да може да оствари право на минимална плата. Нормираниот учинок не го утврдува државата, туку се остава на компанијата да го утврди. Затоа, познавајќи ги нашите состави, во законот стои дека треба во согласност со работниците да се утврди, нели компанијата во согласност со работниците, но не кажува каква согласност, дали писмена, дали усмена, дали од синдикат, значи ништо не е дефинирано. И познавајќи ги нашите прилики, многу лесно е да се претпостави дека ова ќе биде злоупотребено, односно работодавачите ќе ги уценат на некој начин работниците да мора да прифатат екстремно високо ниво на норма, кое што е неостварливо и следствено на тоа, доколку не може да го остварат, нема да можат и да ја земат минималната плата од 12.000 денари. На тоа тоа беше всушност суштината на нашата представка до Уставен суд, до кој за овој закон исто така поднесе представка и Сојузот на синдикати на Македонија, па ги очекуваме уставните суди да одлучат. Ни предстои вонредниот конгрес на ВМРО-ДПМН, откако лидерот Груевски најави повлекување, во игра се неколку имиња. Да. Кој е вашиот став? Видете, сите тие имиња кои ќе го наследат Никола Груевски, всушност не претставуваат ништо квалитативно ново во политиката на ВМРО, тие и онака до сега се согласува и ја прифаќа политиката на Никола Груевски, затоа не очекуваме дека нешто квалитативно ново ќе донесат или ќе променат. Очигледно е дека ВМРО-ДПМН моментално е зачаурена во својата импотентност, неспособност ниту да мобилизираат, ниту да инспирираат меѓу своите подржувачи. Значи се покажа дека партијата, доколку ја нема зад себе државата, односно не го контролира државниот апарат со кој што може да уценува или со кој што ветува вработување така натаму, не може да ги активира членовите за да излезат да ги застапуваат низините ставови. Како што можете да видите на протестите, имаат многу малку по 500.000 луѓе, што во однос на периодот кога беа партија на власт е многу поразлично. Затоа сметаме дека треба да се остави ВМРО на буништето на историјата и едноставно да се бориме против тоа никогаш да не ни се повтори како овие изминати 11 години од нивното владење. Неновиве актуелни се нивните протести на граничните премини. Имаше еден мал инцидент на граничниот премин во Табановце кој се заврши со приведување на нивен член, бидејќи полицијата тврди дека нападнал службено лице. Видете, јас колку што знам,
забрането е блокирање на автопати, болници, училишта и така натаму. Тоа го знам од лично искуство затоа што кога беа протестите на стечајните работници, кога уште не ни постоеше Левица како партија, туку одевме како организација Ленка во солидарност и поддршка на протестите. Знам дека беше строго забрането на стечајните работници од Куманово да го блокираат автопатот. Ова што сега се случи е всушност за прв пат ВМРО ДПМН да осети дека законот важи и за нив, односно не им беше дозволено да го блокираат автопатот. Го гледав пресот што го дадоа по повод протестот, каде што вела дека ова е невидена полициска бруталност. За подсетување само да им кажам дека невидена полициска бруталност е кога полицијата ќе убие дете, а Министерството за внатрешни работи ќе го прикрива тоа. Невидена полициска бруталност е кога студенти кои протестираат за против законот за измените во законот за високо образование ќе бидат бркани низ цело Скопје и ќе бидат влечени и вадени од библиотеки и тепани од таа полиција. Тоа е невидена полициска бруталност. А не е невидена полициска бруталност да тие се обидат да го прекршат законот и полицијата ги спречи во тоа и тоа представувало за нив невидена полициска бруталност. Воопшто не се согласувам. Протестите се заради притворот на нивните активисти членови. Меѓу притворените има и тројца кумановци. Да. За случајот во собранието 24 април. Да. Ќе сносат ли одговорност виновниците или Да, најпрво треба да се утврдат виновниците, нели сега уште се водат како обвинети. Се надевам дека секој ќе одговара за своите постапки, затоа што сме полнолетни возрастни граѓани кои одговараме пред законите. Се надевам дека ќе имаат фер судење и дека СДСМ се заложи дека ќе создаде независно судство, останува да видиме дали тоа така ќе биде и дали ќе одговараат соодветно на своите постапки. Тоа е тоа. Општината започна кампања за почиста животна средина, градоначалникот одејќи пеш упати порака до граѓаните помалку да ги користат своите возила. Вашата партија имаше и соопштение на ова тема. Еве ќе ви кажам, не е доволно промотивни кампањи, како што градоначалникот кажа дека е во петокот одел пеш до работата и тоа е начинот на кој што ги замолува граѓаните да се однесуваат. Значи во време кога имаме загадување на воздухот 5, 6, 7, 8 пати над дозволеното, не е потребно да има промотивни кампањи. Промотивни кампањи може да има во период кога е чист воздухот да превенира да се случи она што во Куманово се случи изминатиот месец. Значи во период на ваква загаденост на воздухот треба да има конкретни мерки. Ние повикавме на тоа да се донесат некои конкретни брзи мерки за да се намали загадувањето што е можно побрзо, поскоро. Дел од тие мерки би представувале бесплатен јавен превоз, воведување на систем пар-непар за употреба на возилата, прекинување на градежните работи во градот, можеби забрана за движење на возила во централно градско подрачје, времено тргање на стари тешки товарни возила и автобуси и така натаму. Значи сите оние причинители кои придонесуваат во загадувањето на воздухот да бидат ставени на минимум. Проблемот со Куманово е што се уште нема создадено анализа со која ќе се утврди кој причинител на загадувањето, на пример грејењето на дрва, сообраќајот и така натаму, во кој процент придонесува во загадувањето. И затоа сите овие мерки што ние ги предлагаме всушност не представуваат едно научно и систематско однесување кон овој проблем, туку представуваат нагаѓање што од прилика е. Затоа апелираме дека првото што треба да го направи новата локална власт е да направи една анализа сеопфатна, да ги утврди причинителите на загадувањето и следствено на тоа да одговара со конкретни мерки. На последните локални избори недостасуваа 50 гласа, вашата партија да има представник во Советот. Така. На што се должи овој резултат, што беше пресудно? Еве, ние како партија која постои не повеќе од 2 години, сме задоволни од резултатот кој го остваривме на овие избори, затоа што всушност ги дуплиравме гласовите од парламентарните избори. Имавме последици неколку. Например, Левица не е финансирана од никаков финансиски центар на моќ, не ни сака да биде финансирана, затоа што сме класно дефинирани како работничка партија која сега застанува на страна на работниците и како такви не би си дозволиле да бидеме финансирани, но сепак во недостиг на парични средства, знаете дека нашата кампања
за цела Република Македонија на овие избори изнесуваше околу 6000 евра. Мислам дека и ВМРО и СДСМ само во Куманово имаат потрошено многу повеќекратно од тоа. И во недостиг на кампања ние немавме билборди, немавме реклами по телевизија, немавме реклами по радија, весници и така натаму. Значи нашата кампања беше на социјалните мрежи и на теренот. Во едни такви услови остваривме еден за мене многу добар резултат кој ни дава за право да се надеваме дека е можно да се променат нештата во нашата политичка сцена. Морам да истакнам дека исто проблем ни беше и тоа што немавме можност како да допреме до гласачите од руралните места. Значи во руралните места навистина лошо поминавме, околу од 15.000 гласа ние мислам дека немавме ни 50 на гласа, но за сметка на тоа во населбата каде што се наоѓаме Гоце Делчев, во Зелен Рид, поминавме многу добро со 8% по избирачките места, што на некој начин укажува на тоа дека ние онаму каде што сме работеле сме оствариле резултат, онаму каде што не сме имале можност да отидеме, не сме направиле, затоа се надеваме дека во иднина ќе се смени тоа. Исто така треба да се напомене и дека како партија, како релативно нова и мала партија немавме наблюдувачи на овие избори, што остава можност да се сомневаме во тоа што и на некои луѓе од државна изборна комисија и наблюдувачи ни споменаа дека сме наши гласачки личиња биле оставени како неважечки. Само за пример ќе дадам во Битола, во едно битолско село, наш кандидат за советник и негово семејство имаат гласано за левица. Кога дојдоа резултатите од гласањето, всушност изгледа дека на тоа избирачко место левица нема гласови. Но ова се останува во сферата на шпекулации затоа што ние немаме наблюдувачи и за идните избори секој тоа ќе го промениме и ќе бидат поразлични. Факт е дека можеби и помали политички партии од вас освоија советнички места во советите низ државата. Зошто одлучивте да не коалицирате со ниту една политичка партија? Значи, тоа всушност зборува за природата на левица. Природата на левица е суштината на левица е тоа што настана како спротиставување, како негирање на постоечкиот политички систем кој што го градат големите политички партии во Македонија. И левица како партија која што настана како протест на таквото нешто, како негација на таквото нешто, не може да си дозволи да влезе во коалиција со било која, без разлика дали тоа ќе значи повеќе функции или повеќе директорски места или небитно што. Значи левица не влезе на политичката сцена за да ќари нешто, за да земе некоја функција повеќе, затоа што тоа можевме да го направиме и на минатите и на овие избори. Левица влезе за да смени нешто во оваа држава и затоа според мене е единствената партија која нуди надеж дека е можна промена, доколку би се воделе од тие принципи дека ние треба да гледаме колку функционери, колку директорски места и колку вработувања би добиле со коалиција во некоја од големите партии, тогаш подобро да се самоукинеме и да не постоиме како партија. Советот на општина Куманово донесе одлука да се спроведе ревизија на материјално-финансиското работење на претходниот градоначалник. Барањето веќе е доставено до Државниот завод за ревизија. Мислам дека тоа е позитивно и е вредно за пофалба, доколку ова ревизија биде објективна. Се надевам дека ќе излезат реалните резултати за работењето на општината, иако знам дека пред неколку месеци исто така има завршена ревизија во општината. Сакам само да укажам на нешто што ми е симптоматично, е тоа дека градоначалникот кој доаѓа од истата партија, нели сега и советниците на општина Куманово гласаат за ревизија на работењето на претходната администрација, но треба да знаеме дека ова нив не ги на некој начин амнестира или помилува од наводното или условното, ајде сега уште не знаеме какво работење на претходната власт. Треба да се знае дека сегашниот градоначалник беше 2 мандати председател на совет и повеќе мандати член на совет, така натаму. Значи сите советници кои учествувале во работата на општината Куманово во претходниот период сносат одговорност за нејзината работа. За квалитетот на работата или на општината Куманово говори фактот дека Куманово е општина која е задолжена со 820 милиони денари. Изминаа 2 месеци од работата на новиот градоначалник, како гледате на она што е сработено? Се уште мислам дека е рано да можеме да кажеме, да го оцениме работењето на новиот градоначалник. Помеѓу останатото затоа и што
немаат влезено во буџетска година која тие ја креирале. Се уште работат со буџет од претходната администрација. Значи ќе има можност новиот градоначалник и новата општинска администрација да се докажат. За мене во два битни сегменти ќе се види нивното работење или квалитетот на нивното работење, тоа е носењето на новиот генерален урбанистички план и департизација на општината. Доколку ги остварат овие две нешта, мислам дека ќе завршат голема работа за општината и градот Куманово, но доколку останат на истите политики и да се однесуваат исто како претходната власт, тогаш нивното владење сигурно ќе биде оценето како и претходното како неуспешно. Продолжува реконструкцијата на асфалтната подлога, исто така и канализационата мрежа. Така, па добро, тоа е, видете, во Куманово секогаш кога има избори, во годината пред изборите секогаш се проектираат повеќе пари, се даваат повеќе пари за изградба на асфалтна и канализациона мрежа, така како што реков и пред малку дека се уште се троши буџетот од минатата администрација, кој што буџет беше предизборен. Логично е да се уште имаат пари, затоа што сега има одвоено 2,5 милиони евра оваа година, што е два пати повеќе од пред 2 години кога има 80 милиони денари одобрено за асфалтирање, што самиот факт кажува дека во предизборни години во Куманово некако нормално е да се асфалтира се и се што да се гради, за подоцна по изборите да падне на стагнација и да се чекат следните избори за повторно да почне да се асфалтира. Јавното предпријатие Куманово паркинг, но и полицијата започна со засилени акции, засилени контроли. Така. За поздравување и тоа, навистина стана неопходно да се реагира затоа што возачите, помеѓу кои спаѓам јас, навистина почна да се однесуваат несовесно, паркирајќи на секоја слободна јавна површина, без разлика дали е парк, дали е тротоар, дали е велосипедска патека, значи се паркира сегде и на секое место. Но доколку остане само на ова дека ќе бидат казнувани возачите, ништо нема да се направи затоа што ова е решавање на симптомите, а не на изворот на проблемите. Изворот на проблемите е тоа што Куманово нема доволно паркинг места. Куманово според генералниот урбанистички план кој не е донесен, но кој по деталните урбанистички планови не се развива, не се шири како град, не му се дозволува да има планирање на 30.000 возила или над 25.000 возила има во Куманово. Значи се до тоа е изворот на проблемот. Ова се симптомите. Симптомите се дека нема доволно паркинг места, дека нема доволно широки тротоари, дека нема доволно велосипедски патеки, дека нема оставено место за дрвореди и сето тоа е она што ќе треба да биде опфатено со тој нов генерален урбанистички план, во кој што се надевам дека општината ќе се води од јавниот интерес, а не од профитниот интерес на инвеститорите во градежништвото, како што беше до сега, каде што имаме во централно градско подрачје, во најтесни улички градење на огромни згради за кои нема никаде оставено место ниту за паркинг, ниту за игралишта, за ништо, ниту за тротоар, за жал. И според новиот генерален урбанистички план ќе треба да се оцени какви се намерите на новата администрација. Дали намерите се во поглед на подобрување на јавната сфера или пак профитот ќе издоминира и ќе има главната улога во носењето на одлугите за тоа што и каде ќе се гради, како ќе се гради. Има ли начин за решавање на проблемот со хигиената во градот? Така. Видете, проблемот со хигиената во градот е долгогодишен проблем во Куманово. Начинот на кој што се собира отпадот, сметот во Куманово е ист променет 50 години. Значи, оди камион, просто кажано, и го собира сметот од контейнерите. Треба, например, да се воведат нови мали модуларни возила, кои ќе бидат повеќе наменски, кои ќе треба да ги чистат и улиците и да го собираат отпадот од корпите. Ќе требаат нови контейнери, кои ќе бидат на соодветни места, означени, а не како сега контейнерите се ставени на секакви места. Понатаму, хигиената во градот зависи од тоа каде се депонира отпадот. Знаеме дека во Куманово на неколку точки во самиот град имаме диви депони. Значи, нужно е расчистување на тие депони за да се подобри хигиената во градот. Мислам дека од идната или од следната година, 2019, почнува со функционирање регионалната депонија во Свети Николе.
Па мислам дека тоа ќе придонесе во голема мера на подобрување на хигиената, општата хигиена во градот. Според вас, што е најнеопходно во овој момент, на што треба да се посочи локалната самоуправа? Па најгорливите проблеми кои ги има многу во Куманово се, како што до сега зборувавме, тоа се нехигиената, загадениот воздух, невработеноста, урбаниот хаос и така натаму. Значи сите овие сообраќајниот хаос, сите овие проблеми се наталожени во овие изминати 27 години и бараат итно решавање. Сега дали ова власт ќе се насочи кон решавање или како претходните ќе остави на стихијата да делува како што делува, ќе видиме. Димитриевски најави дека ќе започнат со рушење на нелегално поставените урбани објекти. Да. Ја имам видено таа најава и за мене малку е неозбилна, затоа што всушност она што го најавува Димитриевски е дека ќе работи својата работа. Тоа е дел од тековните работи на градоначалникот за кој што зема плата и ваквата најава во најмала мера е смешна, затоа што ајде да анализираме што најавува Димитриевски. Димитриевски најавува дека ќе работи својата работа. Тоа е исто како вие, например, што сте новинар, по природата на задачата правите интервјуа. И тоа сега вие да земете и да направите најава дека ќе земате интервјуа. Добро, тоа одговараше на новинарско прашање. Како и да е, не треба за таква нешто да се најавува, туку тоа треба да се спроведува и толку завршено. Не гледам и секако е позитивно и на мене ми пречи како граѓанин, како пешак, узурпирање на јавниот простор од страна на кафулињата и секако сум за тоа, но не сум за најавување и за било какви работи, туку едноставно треба да се спроведат и на граѓаните сами ќе им биде јасно дека се има тоа случајно. Преку соопштение побаравте парите за новогодишното украсување да се наменат за друга цел. Така, значи тоа всушност зборува за односот кој го имаме кон реалните проблеми. Всушност ние глумиме еден вид на нормалност кога имаме пари за китање на градот или украсување на градот, а немаме пари за отварање на прифатилишта за бездомници, така. Немаме пари за отварање на прифатилишта, па ги оставаме луѓето во овие зимски ледени услови на милост и немилост на студот. Па така може да видите има слики од хотел Кристал во центарот на градот каде што дими нешто, односно таму живеат луѓе кои се загреваат на пластика, на било што, но како општество, како друштво не обрнувам внимание на оние кои се најпогодени и најунесреќени, туку ете ние глумиме некоја нормалност, ќе го накитиме градот и тоа се треба да изгледа убаво, но ја не верувам дека ќе има некој кој ќе се радува на тие украси, затоа што сите сме свесни за проблемите со кои се соочуваме како општество. И сиромаштијата, и загадениот воздух, и без милион други мали проблеми со кои се соочуваме, на крај тие украси всушност нема да представуваат никаква радост, никаква среќа за било кој. И годинава нема да се одржи прослава на градскиот плоштад. Да. Тоа е позитивно затоа што како што е и за претходното како што реков дека тоа е непотребно трошење на народните пари, големо трошење на народните пари. Во изминатите периоди имавме случаи каде што се исплаќа и по 20-30 илјади евра за одржување на новогодишни концерти на некои балкански звезди на кои што навистина никој не присуствуваше освен локална, можеби администрацијата на локалната власт. И навистина сметам дека нема потреба за одржување на таква манифестација во градот и да тие пари да бидат пренаменети за нешто што е корисно, за нешто што ќе има бенефит граѓаните на град Куманово. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас. Почитувани, тоа беше се за вечерва. Останете на Телевизија Плюс.